Вести на Канал 8. Општина Кочани ја привршува постапката за набавка на ново службено возило наместо претходно хаварисаното. Најповолната понуда што стигнала на јавниот тендер повторно била за автомобил Volkswagen Passat, за кој ќе се платат околу 24.000 евра. Во замена за службениот Volkswagen Passat што настрада во сообраќајна незгода и во меѓувреме беше продаден, општина Кочани наскоро ќе добие ново возило од истата марка и модел. Тоа се основните информации што доаѓаат од локалната самоуправа околу постапката за набавка на нов патнички автомобил, што заврши пред околу 2 месеци. За набавката на возилото, на добавувачот ќе му бидат исплатени околу 24.000 евра во денарска противвредност, а други детали околу техничките карактеристики за сега нема. На последната седница на Советот од Општинската администрација потврдија дека постапката за купување на Пасатот е при крај, а крајната сума на чинење била нешто пониска од претходно планираната. Возилото во општината е ставено во основниот буџет, ни беше планирано за 1.800.000 денари, а сега е намалено на 1.500.000, затоа што конкретно возилото веќе завршен тендер ќе кошта 1.443.000 денари, па со тие регистрации затоа има, да има пари за да може да се регистрира и осигура и така натаму. Купувањето ново службено возило во услови кога училиштата во општината имаат долгови од околу 10 милиони денари, советниците од опозицијата во Советот го оценија како непотребно, па беше даден предлог постапката за набавка да запре. Подитно да разговараме на темата и да најдеме согласност двете советнички групи на темата запирање на постапката на купување возило на градоначалникот. Од проста причина, општина и градоначалник кои тонат во долгови постари од 2 до 3 години во образование, за кој вие толку се залагате, се борете и ни кажувате како треба да биде нашиот однос према образованието, искрено се надевам на ваша поддршка по овој мој конкретен предлог, господине председателе. Значи, Кочани од денеска е близко до банкрот, општина Кочани, ако не е веќе банкротирана, како свој придонес, ќе ве молам прво да почнеме од возилото. Значи, општината не е пред банкрот. За 10 милиони, ниту најмалата општина од 5.000 жители нема да банкротира. Хаджиева додаде дека дел од сумата за новиот автомобил во висина од 1.100.000 денари се веќе обезбедени од продажбата и осигурувањето на хаварисаниот Пасат, а општината од сопствениот буџет ќе доплати околу 350.000 денари. Инаку возилото од 8-та генерација на Volkswagen Passat, какво што наскоро ќе поседува Кочанската локална самоуправа, ја освои наградата Европски автомобил на годината за 2015-та, што му беше доделена во Женева на меѓународниот саем на автомобили. Околу 300 граѓани од Кочани ја дале поддршката за предлог законот за амнестија за затворениците, петиција што се организира на ниво на целата држава. Во подрачното оделение на Државната изборна комисија во Кочани можат да се потпишат граѓаните на општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. Веќе втор ден се собираат потписи за амнестија на затворениците во подрачните единици на Државната изборна комисија низ цела Македонија. Во канцеларијата на подрачното оделение на Државната изборна комисија на општина Кочани може да се потпишат граѓаните од општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. За 2 дена во подрачното оделение на ДИК во Кочани се потпишале 300 граѓани. Па до сега е добро, мирно е и луѓето, сите што се заинтересирани доаѓаат тука и нормално да приложат лична карта или пасош, важешки и може да си го остварат својата право да се подпишат за оваа иницијатива. Па секој ден работно време, како што е вообичаено, од 8:30 до 14:30 часот, до 16:30 часот. До сега има 295 подписи. Станува збор за собирање на 10.000 подписи на граѓанската иницијатива за предлог законот за амнестија за намалување на казните, но и за ослободување на дел од затворениците. Иницијаторите очекуваат масовна поддршка, а се потпишуваат сите граѓани кои сакаат да дадат поддршка. Проблем на национално ниво единствено се јавува за начинот на кој ќе им биде дозволено на осудениците да се изјаснат поднос на ова прашање.
Собирањето потписи се одвива низ 33 подрачни единици на Државната изборна комисија на ниво на цела Македонија и граѓаните може да се потпишуваат до крајот на декември. Предлог законот за амнестија предвидува скалеста амнестија на осуденици од денот на правосилноста на пресудата. Собирањето потписи за донесување на закон за амнестија е согласно законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Улицата Димитрија Лазаров ќе се асфалтира и ќе се гради канализација, но асфалт не е планиран да се стави во целата должина. Повеќето нејзини краци повторно остануваат во кал и прашина. Жителите бараат да се асфалтираат и краците кои водат до нивните куќи, но и да се стави канализација, оти живеат како допред неколку века. Откако започна изградбата и асфалтирањето на улицата Димитрија Лазаров, жителите кои живеат во околните куќи на истата улица се жалат дека краците по кои постојано има кал не се ставени во планот за изградба. Жителите велат дека немаат ниту канализација и дека тие од асфалтирањето всушност немаат никаква добивка, оти до нивните куќи повторно ќе газат кал. Летно време и зимно е разлика. Летно време е пршина, зимно време е кал. Тука нема ни канализација, нема ни направено пат, што е најбитно за тоа. Деца поминуват, одат на школа, иде поплави. Значи, во 21 век да немаш канализација, тоа е срамота. Ние ги бараме како се прави тоа пат, да се направат и овој тука. Значи, овие жители тука што живеат, треба да се стави асфалт. Значи, ипак тука се име платено комунали и се за пат да нема, тоа е грот. Не е ставен во планот, а многу пати одем во собранието да се видат тие луѓе да дојдат тука да видат што се дешава. Они идат тука, видат и си одат. Инаку, улицата Димитрија Лазаров е ставена во планот за асфалтирање заедно со уште 9 улици во Кочани и Оризари. 10 улици ќе бидат изградени и асфалтирани во наредниот период со пари што општината ги обезбеди со кредитот од Светска банка. На планираните улици, освен асфалтирање, е планирано и изградба на фекална и атмосферска канализација и решавање на водоснабдувањето. На влезот во зоната лесна индустрија со години тече вода што неконтролирано се слева по коловозот. Освен што е потенцијална опасност за возачите, таа придонесува за загадување на околината. Од општина Кочани го согледале проблемот и најавуваат интервенција. По реакциите во јавноста и во медиумите, конечно треба да се реши проблемот со површинската вода што неконтролирано тече по коловозот на влезот на Кочани кај Македонија пат. Собствениците на објектите во непосредна близина постојано се жалеа дека состојбата со години е непроменита, иако е потенцијална опасност за возачите, а истовремено се загадува и околината. На целата делница од коловозот се шири непријатна миризба, што упатува на предпоставката дека се работи за фекална отпадна вода од објектите што се над сообраќајницата што води кон зоната лесна индустрија. Дополнителна потврда за таквата можност е што водата тече и во текот на зимскиот период, со што се отфрла можноста таа да доаѓа од магистралниот канал на хидросистемот Брегалница, што минува во близина, со оглед што во зимскиот период тој е празен. Од општинската администрација потврдија дека веќе бил направен увид на лице место и констатирано е од каде доаѓа водата. Точно е, и ние го детектиравме како проблем и пред некој ден заедно со директорот на комуналното јавно предпријатие и со службите во општината и службите во комуналното јавно предпријатие откриено е од каде доаѓа тој, бидејќи досега беше у закриена форма и во најскоро време ќе се реагира за да се санира тој проблем, за да може да се да не се изливат тие води по кај Македонија пат. Во близина на местото каде што водата истекува на површината на коловозот, веќе е израсната и трска, со што се влошува прегледноста за возачите, а во околината се собираат и отпадоци, па таа прераснува во мини депонија. Интервенцијата на службите од локалната самоуправа би требало да биде пред почетокот на зимскиот период, кога подмрзнувањето на водата на патот може да биде причина за лизгање на возилата и за сообраќајни незгоди со сериозни последици. Се најавува подготовка на технички проект за рехабилитација на патниот правец од Кочани до Делчево. Според предвидувањата, постојниот коловоз треба да се прошири и да добие нов асфалтен слој во должина од околу 30 километри.
Јавното претпријатие за државни патишта најавува започнување постапка за реконструкција на магистралниот пат А3 на делницата од Кочани до Делчево, за што претходно треба да се добие стручна оценка за влијанието врз животната средина и да се изготви технички проект. Според образложението, главна причина поради која треба да се реализираат планираните градежни активности е што постоечката сообраќајна делница во моментот не ги задоволува барањата за брза и безбедна конекција на локалното население, како и на другите учесници во сообраќајот. Оштетувања од голем обем биле забележани на овој дел од патот, вклучувајќи остри мрежести пукнатини, надложни и попречни пукнатини, како и многу дупки. Реконструкцијата на патот се планира да биде поделена на две подделници, при што првата е од местноста Превалец до браната Калиманци со должина од 14,5 километри, а втората е од Македонска Каменица до почетокот на рехабилитираниот дел пред Делчево со должина од 15,5 километри. Според проектот, ќе се направи целосна реконструкција на коловозот без заземање на ново земјиште. При тоа постоечкиот пат ќе се санира во 3 нивоа со јакнење на коловозната конструкција за задоволување на бараната носивост и изградба на долен и горен слој. Во основниот проект ќе бидат проектирани и дополнителни сообраќајни објекти, како подпорни ѕидови и заштита од лизгање на земјиштето, ерозија и замена на хидроизолацијата на мостовските конструкции. Мостовите на реката Брегалница по должината на трасата се предвидува да бидат опфатени во проектот за рехабилитација. За изработка на техничката документација за реконструкција на делницата во јавното претпријатие за државни патишта планираат да се потрошат околу 27 милиони денари, а крајниот рок за нејзино завршување е до август идната година. Финансирањето на целиот проект пак се планира да се обезбеди со средства од меѓународни финансиски институции, односно со кредит од Светска банка, според чии барања треба да се подготви извештај за проценка за влијанието врз животната средина и за социјалните аспекти од реконструкцијата на патот. Делегации од општините Крањ од Словенија и Дидим од Турција, заедно со играорците од турскиот фолклорен ансамбл Дахот, има организирана посета на знаменитости од источниот регион на нашата држава. Со изборот на жетврска убавица започнуваат централните содржини на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2015. Делегации од општините Крањ од Словенија и Дидим од Турција веќе се пристигнати. Заедно со играорците од турскиот фолклорен ансамбл Дахот, тие имаа организирана посета на знаменитости од источниот регион на нашата држава. Од официјалните делегации се очекува да пристигнат и гостите од Крижевци, Република Хрватска, и од Павел Бања, Бугарија. Тие утре ќе посетат Пониква и ќе се запознаат со природните убавини на Осоговските планини. Утре вечер, 2 октомври, во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, ќе се одржат фолклорни концерти во соседните општини Зрновци и Виница. Концертот во Виница ќе се одржи на платото пред Домот на културата Тошо Арсов, а во Зрновци во салата на Домот на културата. Од 21:30 во трговскиот центар во Кочани е оризовата Бела вечер, на која покрај локални кочански состави ќе настапи и македонската поп звезда Елена Ристевска. В петок, 2 октомври, во 12 часот во салата на мултикултурниот центар во Кочани ќе биде промовирана монографијата Кочанскиот Орис, издание на општина Кочани. Настанот е дел од културната манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Автори на монографијата се професор доктор Добре Андов, професор доктор Даница Андреевска, професор доктор Верица Илиева, Илинка Танасова, Љубинка Ајтовска и Ванчо Петров Фафа. Издавањето на делото е по иницијатива на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, со цел на едно место да се обединат најразличните аспекти на производството на Орис кај нас, заедно со сите траги и белези што како култура ги оставил и остава во општествениот живот и во животите на поединците. Делото е составено од 16 поглавја. Во 4 од нив се обработува историјата и традицијата поврзана со оризот и оризарството. Се опишуваат задругарството и преработувачките капацитети во Кочанско. Во 10 поглавја научно е представен оризот како земјоделска култура, начинот на неговото одгледување и постжетвениот третман. Во монографијата е опишена дејноста на Институтот за Ориз во Кочани, а се застапени и содржини за манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис и рецепти за традиционални јадења од ориз.
Делото содржи повеќе од 200 фотографии и речник на помалку познати зборови поврзани со оризарството. Според рецензентката Емилија Симеоновска, монографијата Кочанскиот ориз ги зачувува од заборав и губење важните историски податоци, преданија, сеќавања врзани за оризот. Представува печат на едно време, минато и сегашно. Монографијата обединува значајни искуства од производството, науката и праксата, па може да послужи и како корисен прирачник на оризопроизводителите, агрономите и студентите. Делото ќе го промовираат Емилија Симеоновска, професорка на Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и Родна Величковска од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Присутните на промоцијата ќе добијат бесплатен примерок од монографијата Кочанскиот ориз. И за крај спортската информација. В недела ќе се одигра второто коло од првата пинг-понгарска лига на Македонија. Екипата на Кочани повторно е домакин, овој пат на пинг-понгарите на Ѓорче Петров од истоимената скопска населба. В недела се игра второто коло од првата пинг-понгарска лига на Македонија. Екипата на Кочани е домакин, а нејзини гости се пинг-понгарите на Ѓорче Петров. По одличниот старт на почетокот од првенството, кога убедливо со резултат од 5:0 беше совладано Дебар Маало, кочанци најавуваат нова победа и зацврстување на првата позиција на табелата. Нивна цел, како што велат, е влегување во пинг-понгарската Суперлига. Ѓорче Петровци им се директни конкуренти во борбата за врвот, па се очекуваат интересни дуели на зелената табла. Како и во претходното првенство, и годинава нашите пинг-понгари надпреварите ги играат во спортската сала на основното училиште Малина Попиванова, а средбата со Ѓорче Петров е со почеток од 11 часот. По одигрувањето на ова коло ќе следува двонеделна пауза, а третото коло ќе се игра на 18 октомври, при што нашите пинг-понгари ќе гостуваат во Битола на екипата на Мултитекс. Во меѓувреме, клубот објави повик за зачленување на млади пинг-понгари пред се ученици од основните училишта од општината. Тоа е и обврска по правилата на федерацијата, според кои во состав на екипата треба да има и двајца младински членови. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.